Осумничен за грабеж му го земал пиштолот на полицаецот и го застрелал со 5 куршуми. Полицијата приведе 3 лица, откако утринава пред црквата Свети Спас во Велес беше застрелан полициски службеник, но се уште се трага по лицето кое пукало во него. Полицаецот заедно со неговата колешка вршеле контрола по пријава дека жители на ромската населба Рамина континуирано вршат грабежи на чанти од верниците кои доаѓаат во црквата. Очевици на настанот за телевизија 24 раскажуваат дека во еден момент настанала турканица меѓу полицајците и осумничените и чуле истрели. Откако осумничените пукале во полицаецот, физички ја нападнали полицајката која заедно со него била во контрола. Се збутка, човекот го бутна. После чув 3 истрели. После 3 истрели уште еден истрел, 4. И видов дека човекот го репортираше овде некаде пиштолот и замина нагоре. По него уште тие тројцата замина. Колку вкупно бе? 4. Тие кои што го напаѓаат? Тие што го нападна. Се бранеше ли полицајцот? Се бранеше, може ќе преси 4. А сам беше во моментот полицајцот, ти требало да има и колешка? Со едно девојче беше. И девојчето изгледа удрено 2 пати. Оти беше овдека извалкан и на ногата. 4 од куршумите завршиле во стомакот, а еден во коленото на полицаецот, пошто бил итно пренесен на ургентниот центар во Скопје. Оттаму за телевизија 24 информира дека 46 годишниот полициски службеник сега е во стабилна состојба и контактибилен. 40 годишен пациент беше донесен на ургентниот центар со прострелни рани во абдоменот. Пациентот е сега контактибилен и во стабилна состојба, префрлена на клиниката за дигестивна хирургија. По инцидентот реагира од независниот синдикат на полицијата, од каде порачаа дека трендот на напади врз полициски службеници мора да запре.